Другарчиња мои, јас сум учителка Зоре и доаѓам од градинката Весели цветови во Скопје. Ајде и денес ние да си се дружиме заедно. Ние и понатаму остануваме дома во нашите домови, со нашите најмили, а вие се повеќе ме недостасувате. Ме недостасуваат вашите насмевки, вашиот мирис, утринските прегратки со кои започнува секој нов ден во градинка. Сигурна сум дека и вашите учителки се чувствуваат како мене. Мили мои, знам дека многу сакате приказни и затоа ви подготвив нешто многу интересно. Денес ќе ви раскажам една вистинска приказна за едно девојченце, нашата Нена. Таа е нашата другарка, а вие внимателно слушајте и размислувајте дали во нешто сте слични со неа. Ке можеме и да ја научиме песничката за Нена, чекор по чекор. Знаете, дечиња, секогаш кога ќе се роди ново бебенце, сите во семејството многу се радуваат, а посебно се знае мама и тато. Така беше и кога се роди Нена. И како сите други бебиња, и таа малку плачеше, малку се смееше. Да ве прашам, другарчиња, што мислите? Зошто бебињата плачат? Не знаев и јас, па затоа ја прашав мајка ми. Деца, мајките знаат се и најдобро е нив да ги прашуваме за се што не интересира. Научив дека бебињата плачат затоа што не знаат да зборуваат како нас. Тие се зборуваат на свој бебешки јазик, па или плачат, или се смеат. Плачат кога сакат да ни кажат дека се гладни или дека нешто ги боли, а се смеат кога сакаат да ни кажат дека се задоволни и среќни. Нашата Нена беше многу весело девојченце и сите ја сакаа. Деновите минуваа, Нена си растеше и дојде денот кога требаше да почне да оди во градинка. Тоа беше голем, но и тажен ден за сите. За прв пат таа требаше да биде сама, без тато и без мама. Требаше да остане и да се дружи со дечиња кои не ги познаваше. Плашливо ги стискаше дланките на тато и на мама, додека ја водеа во градинка. Ке дојдете ли брзо да ме земете? Со плачливо гласче праша Нена. Доби ветување дека ќе дојдат да се ја земат најбрзо што може. Беше тажна кога ја оставија. И сите со неа тагуваа неколку дена. Но Нена многу брзо ги засака учителките и другарчињата. Одвој чекаше да оди во градинка и понекогаш, кога ќе дојдеа да ја земат, не се оставаше играта, како да не се одеше дома. Знаете, деца, Нена живее многу блиску до градинката. Само треба да се премине улицата и оп, во градинка е. Секој ден ја водеа мама или тато, па таа добро го познаваше патот од дома до градинка. Кога малку попорасна и почна да оди во голема група, таа посака да оди сама. Не сум сигурна дали си спремна да одиш сама, миличка, рече мајка ѝ. Можам, мамичке, можам, ќе видиш, ја уверуваше Нена. Добро, но јас ќе те испратам до половина пат, па ако видам дека си сигурна, утре може да те пуштам да одиш сама, но само еднаш, договорено? И Нена се согласи. А утредента, штом се разбуди, скокна од креветот и возбудено рече: Мамичке, нели ми вети дека денес ќе одам сама во градинка? Мајка ѝ дозволи, но ја следеше без таа да ја забележи. Нена си повторуваше: Сега треба внимателно да ја преминам улицата. Гледам лево, па десно и ако нема ниедно возило во близина, брзо ја поминувам улицата, не се задржувам. Така направи и беше престрекна кога стигна во занималната. Нена толку многу ја засака градинката, што сакаше и незините дечиња од малото
да дојдат и да се дружат заедно во незината градинка. Им ја испеа незината песничка. Ајде да слушнеме како им пееше Нена на другарчињата. Јас сум многу среќна дете со моите тата и мама. Си одам во градинка и се враќам сама. Си имаме градинка, најубава на свет. Весела другаруваме, пепелки сме воле. Весела другаруваме, пепелки сме воле. Ајде, мој другарчиња, дојдете и вие, учи ме да броиме и свето говориме. Нашиот детски свет, весело го браниме и нашите родители се чедо и славиме. Така, другарчиња, многу убави случки се случуваа во градинката. Секој ден учеа многу нови и убави работи. Еден ден, учителката им рече дека треба да се трудат да бидат добри другари. Јас во мојата група имам многу вистински другари. Што мислите, другарчиња? Што значи тоа да бидеш добар другар? Или, пошто ќе препознаат другите дека ти си добар другар? Па јас научив дека ако си добар другар, нема да му се лутиш често на другарчето. Ќе му ја дадеш играчката што е во твоите раце, или ќе продолжите да се играте со истата играчка. Можеш да го утешиш другарчето кога тоа е тажно. Да му помагаш, да го пофалиш или да направиш нешто добро за него. Да му кажеш еден убав збор, да му подариш нешто. Да му кажеш благодарам ако тоа ти подари нешто. Ако правиш така, сигурно ќе бидеш многу среќен. Една стара изрека вели дека ќе бидеш посреќен кога ќе подариш нешто, отколку кога тебе ќе ти подарат нешто. Такво е, деца, другарството. Нашата Нена ја продолжи незината песничка. Да слушнеме како. Со моите другарчиња, се што имаме делиме. Такво е другарството, поколку се веселиме. Не учат учителките, радо срца носете и убави спомени од градинка понесете. И убави спомени од градинка понесете. Многу убав совет, дечиња. Најубави спомени од градинка понесете. Во градинка, мили мои, доживуваме многу убави работи кои ги памтиме дури и кога ќе пораснеме, па и цел живот. А кога ќе пораснете и ќе појдете во училиште, дојдете понекогаш во градинка, да ги посетите учителките, вашите втори мајки. Тогаш тие сигурно ќе се дружат со други помали дечиња, но секогаш ќе ве паметат и секогаш ќе мислат на вас. Сигурна сум дека многу ќе ги израдувате и ќе им го направите денот најубав. Подарете им преигратка и љубов, па и вие ќе бидете најсреќни на свет. Сигурна сум во тоа. Никогаш не ги заборавајте вашите другарчиња и учителките од градинка со кои пораснавте. Другарчиња мои, денес ја слушнавме вистинската приказна за нашата Нена и незината убава градинка. А незината песничка ја испеа една Марија, која денес е голема девојка. И се уште си ја сака учителката и со радост се сеќава на градинката. Можете, се разбира со помош на мама и тато, да ја слушнете целата песничка на интернет, Мојата градинка. Дали ти мислиш дека твојата градинка е најубава на свет? Па се знае. До скоро видување, најмили дечиња. Се надевам дека тоа ќе биде многу брзо во прегратките на нашите најубави градинки. Ве гушкам сите најсилно. Чао!